знам, јас би наздравила прво, затоа што сте ви мои гостинки. Јас сум многу среќна затоа што сте со мене денеска. Уште едната гостинка ни фали, меѓутоа е на пат и ќе дојде, а ние можеме да наздравиме кога ќе дојде повторно. Да наздравиме. Да наздравиме. Некој 8 марта да славиме. Не. Оваа тема што ќе мислам, оваа тема може да биде повод во секое време, на секое место. Ке зборуваме за мажот и жената од овие простори, од Балканот. Ке почнеме можеби од 18-тиот и 19-тиот век, па каде ќе стигнеме, дали ќе стигнеме до 21-тиот, не знам. Јас да ги представам прво гостинките во денешниот аларм. Ке почнем од најстарата гостинка. Тоа е господја Јагнула Куновска, инаку адвокат, политичар, новинар, уметник, писател, така. Елизабета Шелева, здраво, литературен критичар и теоретичар, професор на факултетот филолошкиот факултет на катедрата компаративна за компаративна книжевност. Инаку јас сум инспирирана од вашите колумни. И затоа сте и моја гостинка денеска. Јас сум инспирирана од вашата кариера, од вашиот изглед, од вашата елоквентност. И третата гостинка еве нека биде тајна, ќе ја сочекаме да дојде, па ќе ја представиме. Инаку третата гостинка фактички е можеби еден директен повод за почеток на овој разговор, така што еве ќе го прерипаме почетокот, ќе почнеме некаде понатаму. Реков дека темата на нашиот разговор е мажот, меѓутоа мажот без жената не може и жената без мажот не може, така што веројатно ова ќе бидат сепак женски муабети, видени од женска страна. Со ракија. Со ракија, која е одлежана, тоа е многу битно. И ќе видиме до каде ќе стигнеме. Има една поговорка македонска изрека која важела веројатно и пред 2 века, па да ја почнеме еве темата токму со таа поговорка. Вие ја споменавте еднаш на почетокот кога дојдовте, велат гредите плачат кога ќе се роди... Стреите плачат кога ќе се роди женско. А гредите се смеат кога ќе се роди машко. Како кореспондира оваа поговорка? Тоа е подпората на куќата, гредата и машкото е. Така. А жалоста за судбината на женското, стреите капат, плачат. Дали... Се изменило од тоа време, не е така, но останало нешто дека е тешко да биде жена од кога е веков постои, па и до кога ќе постои. И денеска е тешко и било тешко. И на Балканот и надвор од Балканот. Значи важи поговорката и денеска. Важи поговорката и денеска. Не е трагична судбината на жената, но жената, ако речеме судбина, не е само негативно нешто, но тежок е животот на жената. Дали вие така мислите, Бети? Апсолутно, и дури сакам да го подкрепам со мисла на Фројд, кој што познат психоаналитичар, фактички својата кариера ја почнува и својот пробив токму благодарение на жени пациентки кои што ги имал и поради тоа станал денес авторитет. Тој вика на едно место дека полот е судбина. Значи Фројд на почетокот од 20-тиот век, кога многу работи отишле нанапред, се еманципирале во науката, во индустријата, во стилот на живот, ја задржува таа формулација, дури и настрана од овие наши народни мудрости, отприлика се сведува на истата порака, дека едниот од половите на еден судбински начин го носи товарот на својата полова припадност и определеност. Сега, го носи во еден свет кој што е се уште патриархално устроен, односно патроцентричен, насочен на страната на мажот, но не само мажот, туку и таткото. Патриархат е владење на татковците, односно на постарите мажи врз помладите мажи и воедно на мажите врз жените. Тоа е таа дефиниција која уште држи. Само да ве дополнам, Фројд имал среќа меѓу 4-5 сестри, не знам точно растел, и мајка, која што била греда, а не стреите што плачела за него куќата. И он можеби таа среќа, судбината, односно карактерот на полот, на јачината на тој пол со кој што одраснал, многу му се не го одразило после во смисол да може он да каже нешто на вистина за жената. Имате право, можеби токму во насока кога го брани правото на интегралната женска природа, вклучувајќи ја сексуалноста, бидејќи тој доаѓа во едно викторијанско време како научник, кога
постоел страотен двоен морал. За мажите важат едни правила многу послободни, толерантни за жените во однос на изразување на нивната природа, сексуалност и љубов, нешто ужасно рестриктивно, но Фројд се осмелил да каже дека причината за појава на нивните проблеми и болести е токму потиснувањето, значи за жените зборувам, на нивната полноправна природа. Можда тука сте во право, имал... А инаку и што кажавте за доминацијата на машкото врз помладите. Земите во животинскиот свет, волците како се организирани, дивите кучиња како се. Дури на помладиот мажјак, алфа мажјакот постар му забранува сексуален однос да има. Но има уште нешто. Со таа цела глутница, еве зедовме ние дивите кучиња или волците во глутница. Компарација. Па е тоа, значи е присутно во живиот свет и ние сме дел од животинскиот свет. Само морам да кажам малку тоа дека жената, приматот алфа, женка, управува со таа глутница. Организационо. А тоа значи господари тука и со мажјакот алфа. Да се вратиме малку на Балканот. Според едно истражување во северноисточните делови од Македонија пред околу 2 века било обичај, ова е веќе истражено, млад маж помеѓу 15 и 16 години да земе постара жена. Таткото ја бирал жената за својот син. Тоа било и од економски и од други причини, од екзистенционални причини, но морало да се има зрела жена во фамилијата, бидејќи нечиста крв земите, Совка. Зашто е земена таа зрела жена? Така. На дете маж. Добро, впрочем и поради тоа, меѓутоа зрелоста на жената, значи ја детерминирало екзистенцијата на целото семејство. Го држи семејството. Го држи семејството. Колку зрелата жена денеска, колку е битна зрелоста на жената денеска за да се одржи бракот, зрелоста и мудроста би рекла, и бракот, да се одржи семејството. Еве помладава колешка нека кажи, па ја ќе кажам нешто постаринско. Јас на оваа тема нешто да соопштам. Да. Јас мислам дека денеска апсолутно не е во прашање зрелоста на жената, туку многу повеќе зрелоста на мажот. Односно, мислам на современиот маж, кој што не треба да биде современ само според марката на автомобилот што ја вози или најновиот изум на мобилниот и најскапиот телефон, статусен символ што може да се замисли, туку современиот маж треба да е современ во една суштинска духовна и душевна смисла. За жал, од она и што го имам читано и од она што го живееме во нашата реалност, кога велам наша, мислам и на балканската, но и на европската, ова не е случај, бидејќи со најголеми проблеми се соочуваат токму тие, да ги речам, супер жени, односно жени кои што сакаат и умеат и имаат волја и талент и амбиција и желба да бидат на повеќе нивоа, вредни, активни, присутни, значи и во семејството, и во работата, и во евентуално креативноста и талентот што го поседуваат. За жал се случува токму тие да бидат казнети заради таа своја сестраност, како жени да не се докрај реализирани, токму поради неможноста да се сретнат со зрели мажи, партнери нивни или можеби од нивната семена средина или од пријателите, мажи кои што би ја поддржале, не би се подсмевале со таа низина сестреност, би ја разбрале, не би ја казнувале, би се радувале како што и таа се радува на туѓата. Во една ваша колумна кажувате жената книга. Да, тоа му го рекла. Жената книга Отров. Се извинувам, тоа мајката на Алберт Ајнштајн му го рекла во моментот кога дознала дека нејзиниот Алберт се забавува со математичарка, колешка од студии, Милева Ајнштајн, која што исто така му парирала во еден момент од неговиот развој во неговата, нели, творечка. И што му вели мајката? Мајката на Ајнштајн му вели што ке ти е синко, тоа е жена книга, тебе ти треба само жена. Значи не се оптоварувај, ај да речеме ова е негде на почетокот на векот. И тоа за жал, јас сум убедена и знам дека и ден денеска слични предрасуди се присутни, еве, и во поразвиени средини, а камоли во една како нашата која долги векови се борела со елементарна неписменост, не само кај жените и кај мажите. И се борела со една заостанатост во тој поглед, што и ден денеска гледаме дека мора да ја совладуваме на една забрзана, да кажам, динамика. Така. Што мислите вие за зрелоста на жената и зрелоста на мажот на овие? Јас мислам да почнеме од тоа дека на времето ги женеле за постари жени. На времето мажите во брак стапувале некаде на 20 години. На 20 години
жената и мажот, ако ги споредите, тие не се исти во поглед на не да е овој поглупав, ова е Емоционалната нема зрелост. зрелост, биолошки не постигнуваат во исто време емоционална зрелост. И нормално е на 20 години еден маж да има бар 25 годишна жена или 30 годишна жена. Да речам така. Меѓутоа и жените за жал на 14-15 години тогаш ги мажеле. И замислите, ние потекнуваме тука од едно семејство, да речам семејства, кој што стожер била жената на 14 или 15 години и со дете. Таа до 30 години изродувала 5-6 деца. И замислите на 30 години, кога денеска девојките се мажат, таа станувала баба или свекарва. Но била кадра да се справи со тоа. Таа била стожерот околу кој се вртел. Мажот, ако бил занаечија, занаето дал му оди добро или не, тој може да носи пари со товари дома. Ако е таа недомакинка, нели велат, мажот со турби пари да носи, жената со игла да растура, нема ништо да има дома. Значи, ние сме имале среќа на овие балкански простори да имаме умни жени, жени подготвени, семејството да го крепат. Тоа е најдобар збор. Мислам дека и до денеска е така. Сега жената. Не е точно за мене, дека јас од мажот ќе барам дал да ме поддржува или не, ако јас сакам да бидам креативна. Значи, јас не го прашувам за мојата креативност него. Како? Ако ме поддржува, ако не ме поддржува, не ме поддржува. Меѓутоа, тешко е денеска да си жена во смисол што на времето лулката било и манџата, нели, да ја направи за ручек и да испере. А денеска ќе стане од сабајле. Детето. Организационо што ќе има за ручек, како ќе има, на жената лежи. Дали жената ќе чисти или жена ќе дојде за чистење, жената треба планот да го направи. Мажот да го стокми во смисол. Токму тоа ви велам, извинете, кога мажот ќе се согласи да ги прифати 50% од истиве не овие може обврски, да ги прифати може тие и работи. мора Не бидејќи може. и таа мора истото да го прави. Не може. Тоа 20-та има императив. Има биолошка разлика Може меѓу Може би нас. не може балканскиот маж, Не може меѓутоа- мажот. Видите, има работи кои што мажот може или да ги прифати, природно му припаѓаат, и мажот кој што ќе ги прифати, али не му се негови работи. Жената мора да се стопни. Али тоа зависи како мајката го научила, веројатно мајката и таткото Па во и мајката и семејството. околностите. Не е семејството само место каде што се учи човекот, и улицата е место каде се учи, и училиштето е место Точно, каде се меѓутоа оној учи. пример што ќе го Тоа е види од склопено. мајката мажот дома додека расте како нејзин син, ќе го применува понатаму како модел на однесување, Да, предпоставувам, и со очекување, да. жената. Така е, он утре и ќе бара таква жена. Ако смета Да. дека мајка му е домакинка, ако мајка му е успешна во семејството, он ќе бара таква жена. Сигурно нема да бара некоја поинаку да му се бендиса. Боже мој. И жената нели ќе излезе од дома, бре, треба и да се стопми, да се исчешта. Слабоста на машкиот пол нели лежи малку во нашата историја, и не само во нашата, воопшто во историјата. Машките деца потешко новороденчиња преживувале. Машките деца морале да војуваат. Машките деца биле со многу тешки задачи во светска рамка. Глобално, така. Да, и стално машките морале да бидат поштедувани, поготово на балканските простори, каде што малите деца кога се машки, мораат први да го добијат јадењето, Така. мораат, за нив мора и девојчето, сестричето да се грижи и мајката да се грижи. Од старт мажите им е одземен моментот каде што би можеле да ги покажат своите квалитети. Понатаму тие очекуваат веројатно и од жената да бидат Исто да трчкара околу Да. него, како некој момче кога Ама тоа расти малку околу во 4 традицијата, сестри, во сите воспитувањето сестри или- за него се грижат, после он ќе бара од една жена да се грижи за него, исто како дете. Продолжува да биде он дете. Во смисол да некој друг околу него го обслужува. Па, тоа е нашата традиција, што ние и сега кога гледаме, поготово посебно црногорците даваат тие драми или трагедии, да речем ја, каде што едно братче обслужувано 3-4 сестри, сега таков е зборот по пишалке и вика на женското, затоа што тој начинот на кој што тоа го изведува е друго, а женското е друго. Значи со едно подценување према женското дете кое што ќе се роди, или не го смета за дете, ако не му се роди машко, женското не го смета дека Знаете, е чело. предпоставам, тука Тие има се врска, стари да. работи кои Да, да, поминале. Денеска дури се оди до тамо да и царствата на ќерките се предаваат. Без предрасуди. И така треба. Грешка е некоја која што
поради некои причини кои што изумреле денеска, машкото имало традиционално било воскревано во семејството над жената, над се. Денеска тоа го нема веќе. И жената, затоа кај нас велиме ние, амбициозна е, трча, затоа што жената веќе си го завзема своето место, паралелно со мажот. На некои места и пред мажот. И тоа не е навреда. И тоа, кога јас зборувам како жена, не го подценувам на мажот. Мажот дефинитивно оној момент кога ќе признае дека жената еден чеко роди пред него, тогаш тој навистина ќе биде маж и ќе може себе да се реализира во ова време, 21 во 22 век, него тоа ќе му е потребно. До сега нас ни требаше подкрепата од мажот. Од сега и веќе е време и почнува на мажот му треба подкрепа од жената во све. И во политиката, и во уметноста, како инспирација, како поддршка не е важно. Така да не зборувам многу. Кажите и вие нешто. Еве би сакала многу во врска со таа редукција на нашите родови позиции сега. Правам разлика меѓу пол и род, бидејќи полот повеќе на биолошките компоненти, а родот на овие социокултурни модели или улоги е втемелен и дефиниран. Жална е редукцијата во таа смисла што се заборава една наша многу комплексна природа што ја имаме, а тоа е дека во машкиот има и женски принцип на действување и на чувствување, анимус и анима, тоа познато двојство, јин и јан како одиме подалеку, како што и кај жената го има и машкиот и женскиот елемент, што од неа прават едно исто така сложено битие и сложено постоење. Инаку, ова за третманот, повластениот третман на машките деца, предпоставувам кај нас, особено како што сме биле една историја макотрпна, неизвестна, тешка, дека пред се поради континуитетот на семејната лоза биле чувани машките потомоци, бидејќи тоа осигурува генетски континуитет на тоа ДНК или на тоа семејство. Обично девојките кога се мажат се предпоставува го земаат туѓото презиме, одат во друга куќа и стануваат тамошни некои да речем, се претопуваат. Се претопуваат, се асимилираат, фактички тоа е целиот модел и можеби делумно да тоа се должи, значи да се води сметка да не изумре лозата, да не изумре родот, семејството и така. А сега денеска кога зборуваме за сите овие проблеми, пак морам да кажам, за навидум многу модернизираните образци на однесување, навидум и декларативно изменетите начини на вреднување на жената, се уште имаме една прикриена тенденција, тоа е многу пософистицирана, не е како порано, нели, на прва топка видлива или воинствена, да или со подсмев се третира незината рамноправност, или воопшто не се ни дискутира за супериорноста, дури и да се дискутира, се прави тоа така на еден олек и генерализиран начин. Нема многу да дожам, морам ова да го речам. Тоа се нарекува сексизам во свилени ракавици. Значи, навидум не ве оспорува ниту како пол, ниту како личност, туку и дури може да се случи да ви рече таков еден сексист, јас жените исклучително ги почитувам, дури ве сметам за супериорни, меѓутоа внимавајте, тој секој пат ќе зборува во плурал, во множина. Никој пат нема да си дозволи конкретна жена како да ја издвои како личност, како негов пример, како негов сојузник. Како реков, нам ни треба, не мислев поддршка и дозвола од мажот за творештво, туку ни треба сојузник. Не станува збор за тоа некој со некого да се надпреварува, конечно не сме на спортски или на не знам некој надпревар боен, да. Сојузништвото е највисоката категорија, ми се чини, на постоење и таа не треба да е обусловена ќе ми помагаш зашто сум посилна или ти си послаб, туку ќе ми помагаш затоа што само така ќе ја направиме композиција. Треба да поддржува. Тоа мислам, а не сојуз е нешто друго. Али ако мажот мене ми дава поддршка, не е тимска работа, јас сум, ако сум креативна со мажот ми не сум во тимска работа, јас доволно е да имам поддршка од него, разбирање. Например, кога ќе ме види нешто да наработи, да рече кај ти текна бе сега, мани се од таму. Поддршка да има во смисол он да ме разбере во мојата потреба. Јас тоа сега сакам да го правам. Значи слободата на духот да не ти ограничува и жената на мажот и мажот на жената. Тоа е она разбирање, тоа е она најпотребното. Но да ви кажам јас, не само што постои биолошка разлика меѓу мажот и жената и која што никогаш не треба да речеме исто сме, не може ни да бидеме. Туку мажите и жените се разликуваат и во душите. Никогаш една жена не може сосема да му
погледне во душата на мажот и маж се лаже кој што мисли дека ја чита жена си своја. Нека е образована, нека е необразована. И не треба ни да се труди тоа. Треба само да се има лесна поддршка, ти сакаш така. Зошто, како? Еве, јас те поддржувам во тоа, во кое што во крајни случај не му прави штета на него, нели? Морам ова да кажам, извинете, мене малку ми пречат, морам да признам, може сум утопист, може не сум уште во тој степен согласна со некои однапред зададени со векови постоечки правила. Ми пречи и жалам што не можеме вистински да си дзирнеме во душите едни на други, затоа што не сум убедена дека манипулацијата во меѓуполовите односи е продуктивна. Сега случајно се погоди читаме на таква многу убава книга баш за љубовта и за сродните души, буквално така се вика, пишувана е од лекарка, каде што се начнува овој проблем на манипулациите меѓу половите. И вика, со помош на манипулации може да се држи на едно високо рамниште интензитетот на опчинетоста на мажот од жената или жената од мажот, она што го викаме првичен стадиум и влюбеност. Меѓутоа, манипулативните образци се многу лош алат кога треба да дојде вистинска љубов, љубовта меѓу сродните души, оти кога се две души сродни, нема потреба, ама така нас не научило до сегашното сивкупно искуство во човештвото. Нема потреба за скривање од манипулација, туку од што поголема отвореност и блискост. И сега има разлика. Јас да предложам прво да ги само пробаме. ова да кажам, не е секој способен да манипулира со другиот. Значи, тој што е способен да манипулира со другиот, не барајте од него хоризонт еден ширина. Тој ќе си остане таков каков што е. Значи, за сродни души да има, треба да се луѓе кои што може да го разберат другиот. За да го разбереш другиот, треба да се разбереш прво себе и да се почитуваш. Од тука, пак од мене, пак од нас се потекнува. Кој е главен во фамилијата, мажот или жената? Па, зависи, некада мажот, некада жената, ама мислам кај најдобро било и двајцата, да имаат некоја улога во семејството. Жената. Жената се разбира дека жената, она раѓа деца, она се грижи за семејството. Мажот нема некоја голема улога, мислам дека. Па не знам, понекогаш мажот, понекогаш жената, зависи од фамилијата. Вака сега зависи, секојаш треба да има хармонија, ама нормално глава на семејството е валјда таткото. Мажот. Зошто мислиш така? Па бидејќи од секојаш било така, мислам дека уште од праисториските фамилии, ама сега моментално, нели, 21 век, секогаш се наоѓа некоја хармонија и разбирање, а како главните последици ги сносува таткото или мажот во фамилијата. Никој, децата. Не знам и двајцата. Мислам дека живееме во општество каде што не се гледаат патриархални, матриархални работи. Мислам дека сите се еднакви. Конечно и гостинка, третата гостинка со која всушност и требаше да го почнам овој разговор, бидејќи од таму почна и мојата идеја за овој разговор, неврзан разговор. Господја Јелена Цветановска, инаку правник, по потекло од Нови Сад, сопруга на еден мој колега, тој е режисерот Владе Цветановски, која говори, односно зборува многу подобро македонски од многу македонки што јас ги познавам, која ја познава душата на македонската жена многу повеќе и од самиот македонец. Инаку правник по професија, како? Етнолог. И правник, не? И етнолог. И етнолог. Да. Така, и етнолог, инаку Коков Леви Страус. Така, нешто што јас знам за вас е тоа дека вие сте спремале докторат на Етнолошкиот институт, кој бил во врска со Селскиот суд, кој не сте го завршиле за жал, не знам под кои причини, меѓутоа страшно голем познавач на историјата, на традицијската култура на мажот и жената на овие простори. Автор на 4 филма, документарни филма, за мажот и за жената и од овие простори, меѓутоа и во светски рамки. И веднаш да поминам на прашањето, да не зборувам веќе, бидејќи ќе оставам на вас да кажете. Јас често пати се среќавав во тие абстракти од Етнолошкиот институт за изразите идеален модел на традицијска култура и реален модел на жена, на маж. Кој е тој идеалниот модел што бил порано на таа традицијска култура, а кој бил тој реалниот модел? И зашто има две? Има идеален и реален модел. Што значи тоа? Да. Тоа е типично за етнолошките истражувања, овој видна поделба, дека постои идеален и реален модел на традицијската култура, значи ќе зборувам од аспект на етнологија. Денеска,
Тоа ви значи дека постојат правила и норми на однесување и за жените и за мажите во културата, кои се сите должни да ги почитуваат. Но животот многу често испишува нешто сосема друго и никогаш сликата не е таква црно-бела како што тоа го кажуваат правилата. Секогаш има многу повеќе колорит. Тој колорит, токму тој колорит, животот е реалниот модел на традицијска култура, овака најпластично да го објаснам. Така. Вела дека жената во еден таков патриархален систем морала да си го изнајде своето место преку механизми на нејзината субкултура. Како тоа го правела? Нели, најчесто се зборува дека положбата на жената во традиционалната култура била подчинета, дека таа била од втор суштество од втор ред, од втора важност и така. Иако тоа баш кога ќе се земне севкупниот живот не е сосема така. Така е на ниво на правило и на ниво на норма. Но жените токму заради тоа што биле толку стеснати и што правилата во однос на нив биле ограничени, секогаш барале начини и некакви модуси да си го прошират својот простор и во семејството и во пошироката заедница. Тоа го правеле на различни начини, често знаете, во народните раскази што викаат лукава жена, итра жена, демак, која ќе знае посредно преку мажите да го добие она што сака, или вика го користела својот јазик, на тој начин нели вака како отприлика изгледал тој муабет со мажот и повеќе пати сум имала прилика да го слушам, демек така рече ова и она филјан комшивка ете направила така и така за да го слушне неговото мислење, всушност мислејќи на себе си, нели да чуе како тој би реагирал ако таа би направила така и така. Или на пример еден од механизмите исто така лојалноста на синовите кон мајките. Нели они се лојални кон мајките, а од друга страна мајките односно мајките се лојални кон синовите, а синовите им за возврат даваат некакви поголеми права. Сега имало и жени кои апсолутно лојалноста што доаѓала е затоа што да се роди машко дете на некој начин значело и заштита на жената. Родила машко дете, куртулила од злото, ако роди женско дете, значи таа веднаш била во една подредена. Апсолутно, да, во подредена. Дури и сожалувана. Да. Што е тоа, да речем, трагично дури како размисла. Жената која што раѓа женско или женски деца била сожалувана. Да. Меѓутоа познава нашата историја и моменти каде што жената и како го преземала домаќинството, во случај да останала вдовица или мажот да заминел некаде, значи таа ги превземала сите организацијски, финансиски, екзистенционални функции на семејството. Да, била газда, домаќин на куќата што го викале. А имало и жени кои по самата своја професија биле привилегирани, значи не морале да се борат за својот простор, тоа биле она категорија на бајачки, гледачки, значи обредни специјалисти, што ги викаат. Биле само женски. Да, од женски кои како имале апсолутно привилегиран третман, да речеме, ако сите жени требало да му станат на мажот кога тој влегува, тие не. Ако жените и мажите одвоено јадале на различни маси, тие можеле да бидат на иста маса со мажите. Значи некои сосема ситни детали ги кажувам, но тоа важи за сите како може да се рефлектираат во денешното живење. Да, тие биле многу важни. Тоа биле образовани жени што повеќе знаеле од другите и имале они ја практикувале магијата и од нив се очекувало да истера област или болест или епидемија од целото или градобитни облаци или не знам што, некои многу битни работи. Да излекуваат луѓе. Така да зависност. Да, знаете каква важна задача имале тие и со само тоа одел и привилегираниот третман. Тука само ако може нешто да се уфрла. Местото на жената традиционално се претпоставува дека било меѓу 4 ѕида, најпрецизно кажано, значи во домот. Имам сретнато еден многу убав назив кој што тоа го кажува, розево гето. Под розево гето се подразбираат две привилегирани простории во домот, во куќата, тоа се кујната и спалната. Сега, што се случува од
Негде када речам почетокот на 20 век уште повеќе од 60-тите. Жената почува да го освојува и јавниот простор, значи не само тие 4 ѕида на приватноста и приватното. И мислам ова што Елена го кажува за бајачките и нивниот третман, се должи на тоа што тие биле присутни, функционални, потребни, неопходни во јавниот простор. Гледате што значи кога една личност, една жена ќе зачекори во просторот на јавното. Таа автоматски добива поголем број на можности овластувања, легитимитет, па и привилегии, да, што објаснува зошто можеби толку долго време тие биле чувани во еден поинаков вид на простор кој строго функционирал, како што реков, на приватно рамниште. Веќе јавното, социјалното ви дава и поголем пробив и право да соопштите и вистина, и умешност, и право на друг став, значи да не бидете исклучиво третирани на став, било како што нели Фројд кажал да ви е полот судбина, туку да можете да надградувате детали или важни елементи во свој раце. Па да ги земете во свој раце, да си донесувате избори и одлуки, бидејќи во тој случај правото на избор е едно суштинско право за човековата автономија. Тоа е тоа. Кога зборуваме за реален модел и идеален модел на маж и жена во денешното општество, дали тоа постои, дали тоа може да се примени и денеска, дали имаме ние некој идеален модел на денешна жена и реален нејзин модел или маж? Денеска е, еве, за ова што зборуваше Елизапета, нели јавното и социјалното, денеска жената е апсолутно влезена во јавната и во социјалната сфера, во сите области, да речеме, а плюс згора на тоа ја има задржано привилегијата да раѓа и да го контролира своето раѓање, значи дури има и некој вид на привилегиран статус и можеби денеска мажот се помалку чувствува онака како што се чувствувала жената во времето на апсолутен патриархат. Така да денеска, иако на ниво на ментална свест, барем тоа е мојот впечаток од она што го набљудував, особено по помалите места, се уште остана на ниво на ментална свест она старата хиерархија на односи, од типот да речеме, еве, по селата кај што одам јас, жените и мажите се уште така одделно седат, например, после погреби, после такви работи. Кога ќе носат одлука, гледат некако, можеби ќе ја донесат заедно одлуката, но се уште е срам таа одлука да ја каже жената и да ја представи во јавноста, се уште тоа го прави мажот. Едноставно, се уште од жената се очекува тој вид на таа само цензура паноптикумот, систем паноптикум, таа самата значи да се на некој начин цензурира или да биде да одговара на сликата што го има патриархатот за неа, па да се усогласи некако со тие правилата кои важеле порано. А да тоа не изгледа така нели на јавно ниво, така меѓу. Има тука една исто интересна категорија што е воспоставена и кај нас ми се чини многу применлива, ја нарекуваат во областа со која јас се бавам верни керки. Под керки се подразбираат многу совесни, многу како да речам, послушни, следбенички на патриархатот, кои што сакаат да заслужат одобрение. Било од потесната семејна средина, било од поширокиот круг во кој што се наоѓаат, и тие се фактички први подготвени да ги оцрнуваат, да ги критикуваат, да ги подложат на неодобрување други жени кои евентуално не се вклопуваат во таа идеална представа. Тоа би биле идеалните верните керки, како денешна така ги нарекуваат, да. И тие верни керки можат многу далеку да дотуркаат во општиот систем. Јас тоа го кажувам и порано, не е нешто забрането. Например, Медлин Олбрет беше типичен пример на верна керка. Таа, иако жена, како државен секретар на САД, го аминуваше, го одобри бомбардирањето, НАТО нападите кои што се одигра во нашето соседство пред 10 години и со една железна рака ги исполни сите политички очекувања што од неа беа поставени. Ќе видиме како ќе биде, значи, со други слични примери, но верни керки има насекаде. И во политиката, и во науката, има во секојдневното. А што е со мажите кои што се сведуваат на ниво на верни керки? Ајде, Олбрет е една, да речеме и тоа. А што е со мажите кои што исто се однесуваат? Тие си се верни синови, тие од секој тој се очекува од синови. Затоа што од мажот се очекува нели со своја глава да мисли и предузимлив да е во смисол одлучен да е тој, а не туѓа одлука да спреведува. Затоа мислам
Јас не сум од науката. Јас сум од практичното, да речам, вие во научна смисла зборуват. Дајте да видиме што е жената денеска. Зашто се изборила жената денеска? Нели има она дека очите се на човекот да гледа и блиску и далеко. И сега мажот за да биде оправдан, за да не биде сведен на ниво на неумен или помалку умен, велат мажот умее да гледа далеко. Но има една вистина дека жената умее длабоко да гледа, а тоа е ретко. Ретко кој има таква можност во длабината да гледа, затоа што фактички длабината е нешто што треба да се откопа, а не е окото тоа кое што копа. Значи жената има таа можност. И сакам да кажам дека во ова време веќе жената оди пред мажот во секој поглед. Традицијата која што била, во кое што време жената пак одела пред мажот, но застаната зад него, а со мислата, со одлуката пред него, секогаш кога ќе се донесела одлука меѓу мажот и жената, сабајлината се известувала зашто жената ќе го разработа проблемот ноќта во кревет на мажот, не смее вака, треба онака, треба и мажот сабајле кој ќе стане мисли онака како што зборува онака, како што жената мисли. Тоа го викаат во традицијата шепни покров. Епа не е важно како. Шепни покров. Значи жената е таа која што доминирала во семејството, но на еден многу Постелата е опасна работа. Она го јас сега да ви кажам. Ова од што конкретно го знам, имав свекор и свекарва, Бог да ги прости, со кој што сум живеела 10 години. И, например, свекор ми ќе зборува нешто, она ќе молчи. И он ќе го изрази својот став, кој што јас и другите ќе го запознаеме. Утре сабајле кој ќе стане, како што рече мама ви, вака треба да биде, ќе рече. Значи, мажот, не затоа што помалку умен е од жената или све, но мажот го прифаќа она што жената смета дека е важно, како одлука во куќата која што е она газда, она е стожерот, вие земите. Додека е мајката во куќата, може да детето да смета на некоја идила, да речам идила, безгрижно си се. Кога мајката ќе ја снема од куќата, тоа огниште веќе се запретува. И затоа мажот, колку и да е само бендисан, колку и да е сака да е доминантен и биолошки и било како, поради неговата физичка јачина, он секогаш го признава умот на жената. И он ја почитува скришно или отворено, ја воскрева и ја почитува жената. И тој е добар маж. Тоа е тие мажи што ние малку ги имаме на Балканот. Велиме папучар, не е папучар. Тој е таков, а во друштво пред мажите ќе се покаже како она од кат 15, кој бре жена ми моја, јас не ја фермам. Дали ние сега зборуваме за еманципација на мажот всушност во Мажот е чекор за жената сега. Мажот, јас еднаш реков и во новина имаше, зошто ние жените сега формираме лоби ала АФЖ после во 45-та? Надминати работи и тоа не е традиција. Нам не е потребно лоби. Ма тоа е работа која што била, постигнала својата цел и треба во историјата да замине. А ние некоја традиција или тамо каде што не треба. На мажот му треба сега лоби. А тие лоби и подкрепи само од жените може да ги добие. Мажите ако се состават и да формираат лоби, машки ништо нема да успеат. Без жената тој е ранлив. А жената исто е горделива со мажот. Ако има маж покрај себе, не со сини очи, како што зборувавме, ние пред да почнеме, не со косата ласеста или не знам каква. Со манекенски изглед. Никако. Тоа е работа која што поминала. Жената веќе го надминала, да речам јас, она се што се јавува во животот како кич. Таја бара дух во мажот. Ако мажот го нема духот, тој маж не е успешен маж, ни во бракот, ниту во професија. Каков е балканскиот маж? Се знам генерализирањето во Други принцип го мразам. помладиве нека кажат, јас нема да зборувам Јас не балкански. сакам да генерализирам, бидејќи нема генерализирање. Постојат бракови во кои мажот е таков каков што вие говорите, ја слуша жената и ја почитува. Постојат и обратни примери. Се зависи од тоа каков е мажот и каков е жената. Кој ќе успее доминантен да биде? Зошто мора некој доминантен? Мора да биде? така. Жално За да е, нешто но не е доминантноста- така. Многу е жално. Никако. Многу жално според За една организација да може да се спроведе во било што, мора некој да заповеда. Луѓе, немојте. Тоа може би повеќе и на традиционалната култура на живење. Зошто вие имате режисер, на пример, еден кој што вели стоп, не така?
Мора, не може ние како што ја разбираме сега, све е демократски, јас сакам вака, ти сакаш така, не. Дефинитивно. Ние како сакаме Ред да има. да ги одиме работите Ред. некако во... Само ќе ви кажам како виц. Пред едно 6 месеци од германска телевизија пренесаа не еден брачен пар стари, веќе да речем ја помалце накај сенилни, зафатени вака и еден во друг гледа 65 години или 70 во брак. И прашуваат во што се должи вашиот успех. Дека кажуваат дека многу се слагале, многу се сакале. И он гледа во неа. И он навели, па да ви кажам, се што јас ќе предложев, он прифаќаше. И во тоа е нивната слога, долговечност во бракот, убавината во бракот и се. Има нешто вистина во тоа. Не мора да е жената. Може да е и мажот. Но јас пред малку кога разговаравме, дај Боже да е поумниот и доминантен со силината на својот разум, а не со својата глупост да се наметне да доминира. Насилство и Мора ли се да доминира? Знаеш како за тоа? Јас сум овој приврзаник на една идеја, ама вистина е само идеја за андрогини бракови. Андрогини бракови. Јас го кажав кога реков за двополовоста, да, е, Да, баш така, убаво, да. мислим, тоа е навистина, може би е утопија, тоа е една нели познат многу архетип уште од дамнина, може би создаден со првите описи космолошки, па после го среќаваме во платоновската провиденција и во литература на 19-тиот и 20-тиот век, така и главном во езотеричните подрачја и во мистицизмот, значи кај што постои некаква целосна и стална размена меѓу мажот и жената, некоја целосно и стално потврдување на едниот во другиот. И тоа многу не се среќава често. Тоа значи почитување бе луѓе. Да, не се среќава често и за жал заедницата многу често повеќе гледа со подсмев на такви бракови, отколку на пример на класичен блуди разврат, да речеме. Да, нели. Но јас искрено се надевам и верувам во тоа дека таа идеја еден ден ќе стане навистина реалност. Јас се согласувам дека натаму одиме, инаку нема друг излез, нема друго чаре воопшто, бидејќи и самата таа институција на брак е во криза, во тешка криза, мислам, глобална криза, како и сите други институционални вредности. Во една од паузите за вистинската љубов помеѓу мажот и жената, дека наликува на спокојство. Имено, на спокојство, на смиреност, на тивка радост и некој мир кој што за жал во досегашната литература не се замислувал и не се протежирал како врвна вредност. А мирот настапува тогаш кога знаете дека не сте загрозена или загрозен од некаков наследен склоп на предрасуди, насилство, принуда. Имаме многу ултиматуми во уцени во минатото, знаете, кога некој од некого зависи, економски или во било која друга смисла. Тука немаме можност да зборуваме за складни или па уште помалку за хармонични и трајни бракови. Туку се тоа од принуда да се разбереме, од принуда заедници кои што се темелат на една многу сурова логика. Меѓутоа ова што го рече Елена за андрогините бракови, бидејќи јас подолго време работам со студенти, помлада популација. Имам чувство и мислам дека не се лажам. Оти меѓу нив, барем на ниво на тие врски, а потоа се разбири на бракови. Натака одат работите, бидејќи меѓу нив има сепак поголем степен на солидарност, отколку што била очекувана во минатото, на база на овие зададени роли. Оти едно е кога го имате кодексот, како го рековте преска на идеалната, Дали може би во една таква андрогена ситуација не се губи сексуалност? Напротив, не, напротив, таа уште повеќе се засилува. Не е работата да се претвориме едни во други. Ни најмалку тука грешат тие што така инстантно го и површно го прифаќаат или го разбираат ова андрогино, да речам, толкување. Ние сме во старт такви, мислам, тоа не сум го рекла, јас го рекле, освен Јунг во поново време и многу други мислители, за жал, не оделе работите кон тоа богатство. Ние најмалку од се знаеме како и што да се прави со таа сложеност во себе. Кој е полесно со научно се тоа го објаснувате. Не научно, јас ви кажам на база на животно искуство. Така, јас да кажам, ако така. жената порано, браковите повеќе биле економски исклучувани. Да. Таткото и таткото... Принуда по договор, да, по договор, ја имам тоа, ти имаш она. Љубовта била и страста опасни, затоа што тие ќе ги завлечат младите во друга насока. Денеска, кога економски
И тежнееме кон тоа. Младите да не бидат зависни, девојката да си е самостојна економски, мажот да е самостоен дечкото економски, тогаш само правата љубов може да ги врзе. Само тоа е А јас еве работајќи како судија, како адвокат, колку бракови несреќно живееле за пусти фрижидер, врзани двајцата, за шпоретот, трагично. Денеска веќе не. Денеска веќе не, има слобода во духот, слобода во определбата како ќе живеат. Порано мајките со 3-4 деца ќе молчи бре. Ако ја остави мажот, кај ќе оди со децата? Точно. Не е кај мајка да се врати. Што ќе ги рани? А мажот си е маж, ќе се заврти, не ја гледа жената и децата не ги гледа. И тие биле други едни прилики. И фала Богу, што денеска, еве, јас сум била и парламентарец. И во парламентот закон за еднаквост меѓу мажот и жената. И јас станав бре луѓе веламе. Што барате закон меѓу еднаквост меѓу мажот и меѓу жената? Тоа е природно да има. Дајте и вие можност на жената она економски да екзистира лично. Јас да си го заработувам лепот да си го заработувам. Вечер кога ќе дојдам, јас нема маш тиранин или пијаница да трпам. Ме разбирате? Тоа е. Значи како оди сега времето, жената личноста ја ослободува, она секогаш била личност, но била сама себе како една калинка затворена, економски зависна. И мажот е кој е економски зависен од жената, жена и пол станува, се губи машкоста кај него што велим. Така да, тие се работи кои што сега веќе како приоритети се јавуваат и за мажот и за жената. И бракот дури сега и во иднина слободна категорија станува. И тоа е една убавина во живеењето. Тоа е спокојството. Јас со тој маж се чувствувам пријатно кога го пијам кафето. Спокојна сум. Он не ми изразува према мене чувства на зависност. Не ми. Јас него го сакам. Или не сум со него зашто морам. Јас тогаш него ќе го сакам. Ако он мене ме експлоатира за денар или па ми вели ти мораш вака затоа што јас те ранам, џаба му све. Ете, тие се работи кои што сега и днината ни ги отвора и во таа смисла ќе речам блазе им на младите кои што во иднина ќе се определат да си припаѓаат едни на други. Навистина тоа е задоволство да се почувствува живот. Беше тешка, точно е, меѓутоа добро се заврши. Функционирам како таква. Не бев поштедена затоа што сум жена, бидејќи беше состав од мажи и жени и за сите беше исто. Обуката ние до душа и ја имаме секојдневно, значи имаме настава, практично ги обавуваме вежбите, излегуваме на терен, што значи дека не е лесно, меѓутоа јас ја сакам оваа професија и ја работам со љубов, така да, а и ми прогледуваат низ прсти, пошто сепак посилни се, машки се. Не. Ако нешто во армијата се почитува, значи е еднаквоста и тука нема дискриминација. Не, напротив, горда сум многу. Па не постои разлика. Исто извршуваме исти функции, исто сме поставени, се исто. Значи баш во поглед на армијата не постојат разлики. Па секако дека постои. Жена, јас сум лично за себе кажам многу емотивна. Можам после некој голем пожар и знам и да се расплачам и се, додека мажите тоа храбро го поднесуваат, похрабри се од мене во тој случај и посилни се во дадени задачи и акции, секако дека се посилни. Имам комплетна поддршка со тоа што мечинските обврски и професионалните обврски добро ги осогласувам. Пријатно е секако во секој поглед и јас мислам дека горди се на мене што сум професионалец пожарникар извршител. Во последните години, како што кажав, значи во тој чекор има напредување, нели? Така да жените се повеќе ги прифаќаат професиите што порано би рекле дека се машки професии. Не го критикувајте социјализмот. Не го критикувам, јас само прашав што се случи со социјализмот. Што се случи? Социјализмот на жената и во однос на створи генерации кои што не разликуваше мажи и жени. Кај одеа ударници Брчко и Бановиќ, мажи и жени заедно. Ударници еден до друг, мажи равноправни. И жени. Равноправни. Створи генерации на луѓе достојни за почит, кои што умеа и другиот да го почитуваат. Денеска тоа нас ни мајнка. Меѓутоа, од 1990 година навамо, ние бевме кадри да го сврлиме позитивното од социјализмот,
подсмевајки се генерално на него, а да го задржиме она што е негативно, затоа што полесно И да ги превземеме Полесно е. моделите на западњачката култура. Исто, полесно Здрави е тоа. за готови. Тоа негативното, тоа што не е убаво, тоа што не треба труд да вложиш, да се себе реализираш, полесно е да го примеш. Каква Али жена треба стори разум. социјализмот? Елена, што се случува со жената на етнолошки? Истражувањата Да. во однос на жената, малку пред да кажам за социјализмот, ќе кажам за воопшто, дека некаде во 20-тите, 30-тите години од 20-тиот век, Вирџинија Вулф, која сакаше да го подготви својот роман, своето предавање Жените и романот, има утврдено дека не постои ни една единствена книга која зборува за тоа како се мажала жената, колку деца имала, што правила од 8 наутро до 8 сабајле и така натаму. И тоа баш таа упати апел да се истражи таа тема. Тоа се случи после неколку децении. Маргарет Мид, Рут Бенедикт и некои други жени антрополози, значи ги фокусираат своите истражувања на статусот на жената, за кај тие го откриат и одговор за својата положба во современието, нели? До ден денес во Македонија никој не одговорил на апелот, значи не постои ни една единствена содржајна студија за жената, како етнолошко истражување, за ниеден период, како да ви кажам. Не постои ни за социјализм. Може би ние сме доказ за тоа, ние сме деца од таму. Не постои ни за традиционална култура, ниту пак за социјализмот, не, за ниеден период. Не постои студија. Еве овој период земите. За жал, испаѓа дека жената во Македонија е се уште невидлива во Ајде, земите овој период. Генералниот проблем, се извинувам, има една многу фина досетка на светски план. Какво гласи зборот историја, да речеме на англиски? History. His story. Неговата приказна, значи приказната на оној некаков доминантен победник низ историјата што ја пишува. И се има тенденции да се дојде до her story или нејзината приказна, ова сега Јелена што кажува, да го расветлиме какво било нејзиното место, творештво и така натаму. Меѓутоа има уште нешто во врска со социјализмот, морам да се навратам. Имаше кој истражување што го прочитав, дека феминизмот не постоел во бившите социјалистички земји. Ама зошто? Затоа што бил искренат на државно рамниште во настојувањата и во законските одредби и гаранции за правна и секаква друга рамноправност на жените во општеството. Застани, кај е сега правната и секаквата општествена равноправност на жените? Вчера имавме избори. Имавме, така е. Имаме во Македонија колку општини? 50, 60, една жена избра градоначалник. Зашто не избра? Зашто во центар не избра една жена градоначалник кој што врие од ѓубре, да речам ја? Таја ќе ги спастреше улиците, дворовите, зеленилото, цвеќето, балконите ќе се дечињата ќе ги прибереше и старците и сопитачите ќе решеше. Но мажите се уште сакаат надмени да бидат и да го завземаат местото од жената и таму каде што не го заслужуваат, туку и каде што не им е место. Затоа ние не можеме да зборуваме за некој, да речам јас, мажот трпи тука, како пол, како единка трпи. Тој си прави она што на него не му одговара и не може да се носи. Отстапи го на местото таму каде што е жената. Зашто ние не можеме да помислиме една жена председател на држава да имаме, една жена да имаме премиер? Зошто? Кажите ми. Така е. Жално е што дури ниво е на Словенија, која што е веќе членка на ЕУ и со која некое време и таа е во Балкан, јако вели не е во Балкан. Иста држава, сега кога бев ми се пожалија дека тие го немаат дури ни законски гарантираниот кај нас износ од 30% жени во политиката. И жалат што е тоа така. Дали тоа е дел масло на западниот свет? Јас забележав дека оние теми што ги мачат жените во западниот свет немаат никаква допирна точка со овие теми на жената што не мачат нас овде на Балканот. Моето лично искуство, ова е само мое искуство на Западот, бидејќи таму живеев 4 години, е дека балканската жена, би рекла македонската жена, е 1000 пати поеманципирана од западноевропската жена. Зависи од поднебјето. Не може жена од едно поднебје да ја равнаш со жена од друго поднебје. Не може.
Апсолутно никако. Има историски, традиционални, економски, што знам Секаква позадина која го детерминира. И не треба така да се равња. Тоа да не се должи што не поминале низ фазата на На социјализмот, имено, јас се обидував да им објаснам дека во социјализмот жената доживеа најголема преобразба. Западниот свет не го познава социјализмот. Западниот свет само има читано и превземано работи што не му одговара, затоа што социјализмот не му одговара на западниот свет. Најистакнатите мислители се левичари на запад. Да, и тие се двигатели на струјата нанапред. Стално тие што се однос. Меѓутоа да јас не сум социјалист по вокација, не сум ни комунист, не сум ни лево ни десно ориентиран, меѓутоа паметам време во кое жената беше рамноправна со мажот во вистинска смисла на зборот. Тогаш масовно излегува во јавната сфера, дефинитивно, нели за која што зборувавме. Се освестува. Тоа е природба. Значи, се освестува многу видлива во јавната сфера. Онај момент само исклучат жената кога ќе тргне напред и кога ќе води и мажи и жени да одат зад неа и да не се срамува мажот што жена го води. Овај свет како општество ќе има просперитет. Дотогаш ќе се случува едно вакво зло, а тоа е распад на семејството, како што велиме, на основната келија која што го одржува животот во едно општество. Тоа е поради тоа што жената уште не го има своето место, односно почна да го губи она место што го имаше како стожер во семејството жената. И затоа имаме ваква разлабавеност. Ние жените сме тие кои што треба да се потрудиме и да се избориме за самите себе и за опште добро на иднината, и на децата, и на мажите. Еве ова нека биде порака за машкиот Ете свет. така, машкиот свет треба без комплекси нас да не приме. Така ли е, професорке? Да, не само да не прими, како што велите со полно право, Како разумни суштества, туку умни. пак да проработи таа свест дека сме архетипски упатени едни на други, но не со јазикот на една дарвинистичка идеологија која го заговара и го брани правото на посилниот да биде и суров, и воинствен, и насилен, и се она што е лошо, а од кое треба да се ослободиме. Како цивилизација, бидејќи покрај толку научни, уметнички и културни дострели, за жал ако сме останати на тоа право на посилниот во оваа попримитивна или пониска смисла, тогаш ќе каскаме многу зад Нема она што, напредок. да, она што е цивилизација во суштинска смисла. Архетипската упатеност е Да. лек. Навистина, значи. Ние не идејата треба за така да се андрогините чувствуваме. Значи останува И тоа е остануваме на таа првиот идеја. повод за да се направат измени. Ако јас се најдам во средина на мажи, не треба да се почувствувам, сум биолошки што сум различна, дека тој може, па дури и со некоја ситуација повеќе да се избори каде што и физички треба да настапиш. Денеска физичкото е надминато. Со самото тоа Така е. и она што мажот Така е. го поседува мускули или не знам ти што пушка, тоа више не е потребно. Така е. Сега ќе се качи на еден борбен авион, ќе истресе 100 Така е. бомби, нема више. Сте виделе вие штикови што ги велат Да, гради да, во гради више да, да има да, такви борби? така Ништо нема од тоа више. Значи мажот со таа горделивост дека е воин, а жената е таа која што треба да Не го држи чека, вода. више не држи вода. Новото време ја носи новата мисла, а тоа е еднаквост. Да наздравиме за еднаквоста. Ајде, Ја може да ми турам ракичка, нема да, за наздравување. и да си ја И да биде Го убаво, сакаме што побрзо да се случи. Еднаквоста. се случува, Андрогините На бракови. многу повеќе се случува. примери, да не бидат само исклучоци.